Почитувани, ЗАЕФ и СДС на големо работат на планот комплетно да го партизираат судството во Македонија. ЗАЕФ и СДС сакаат судство кое нема да ги гони нив за криминалите во кои се фатени на дело. Според визијата на СДС, во Македонија мора да има судство кое ќе спроведува само партиски нарачки и политички прогон на неистомислениците. Затоа СДС максимално се труди во целост да го партизира судството и да го стави под своја контрола. Исто како во 1997 година, кога во една минута, со една скандалозна одлука, СДС промени 617 судии во Република Македонија. Неспорен доказ за ваквиот план на СДС е и фрчковистичкиот совет на така наречените реформи во судството, преку кој ЗАЕФ сака да возможи поставувајќи на своји слепи послушници, кои ќе ги спроведуваат неговите нарачки. Него ќе го ослободат од вина за тешките криминали кои ги сторил, а ќе ги гонат без докази и факти неговите неистомисленици и ќе бараат притвори и затворски казни за нив. Во овој совет, за таа цел, ЗАЕФ ги постави лустрираниот Љубомир Фрчковски, кој во режимот на СДС своевремено се занимаваше со политички местенки и прогони на луѓе, само заради нивните партиски определби. Тука е и председателката на Комисијата за политички систем на СДС, Маргарита Цаца Николовска, за да го реформира судството според насоките на незиниот лидер. ЗАЕФ во овој совет ги антиреформира, ги намести и Гордан Каладжиев и Мирјана Најчевска, кои заедно со него фрлаа со боја врз државните институции. Во Советот за реформи нема ниту еден председател на најголемите судови во Република Македонија, вклучувајќи го и председателот на Врховниот суд. Јасно е дека СДС нема намера да работи за подобра и независна судска власт, туку за судство кое ќе овозможи партијата да ја направи држава, а државата партија. Зоран ЗАЕФ не признава судство кое ќе го гони него за случајот подкуп, во кој е фатен на дело како бара стотици илјади евра од струмички бизнисмен. Такво судство ЗАЕФ сака да види во цела Македонија. Овој совет на СДС има за цел целосно да го покори правниот систем, да ги понижи судиите и да ги натера да му се поклонат на Зоран ЗАЕФ, за да можат тој и партнерите непречено да го спроведуваат своето црно сценарио во Македонија, преку режимот кој што го инсталираат во моментов. Граѓаните ќе го казнат таквото тоталитарно однесување на антиреформистите од СДС, побргу од колку што ЗАЕФ тоа го очекува. Ви благодарам.